На почетокот на целиот овој процес ветивме дека овој пат во Македонија прво ќе инсистираме да има обезбедени услови за фер и демократски избори, а дури потоа ќе обезбедиме договор за датумот на изборите. Тоа овој договор го обезбедува. Дополнително ветивме дека сите еднострани потези кои што ги повлече владата на ВМРО, ДПМН и ДУИ ќе мора да ги повлечат. Тоа исто така го обезбедува овој договор. Владата договорена во Пржино, владата која што има за цел да организира фер и демократски избори, така наречената преодна влада, ќе се врати, а законот за внатрешни работи, кој што беше голем проблем во преговорите, ќе биде одложен до следната година. Ваквиот развој на настаните и ваквиот договор обезбедува услови Република Македонија да заврши со оваа криза која ни однесе многу време, многу енергија и да обезбеди услови за фер и демократски избори. Сите договорени услови за обезбедување фер и демократски избори, вклучително балансиран и целосен пристап на сите учесници кај медиумите, чистење на избирачкиот список, учество во преодна влада која ќе организира вакви избори, политичките партии ќе треба да ги потврдат на средба која што ќе се организира на крајот на август. Република Македонија ќе добие фер, демократски избори на кои што одлуката ќе ја носат граѓаните на Република Македонија. Така и само така нашата држава ќе излезе од криза. Со ова ќе ставиме крај на овие неколку кризни години во живеењето на Македонија, но во исто време ќе ставиме крај и на криминалното владење на Груевски. Ви благодарам, повелете со прашање. 11. Нашата цел ќе биде да функционира се согласно договореното. Доколку на 31 или до 31 август сите услови се исполнети, тогаш ни се отвара шансата до крајот на годината, вклучително и на датумот кој што го спомнавте, да се одржат изборите. Нашата цел, знаете, од почетокот беше да излеземе со предлози кои што ќе овозможат Македонија побрзо, а не подоцна да излезе од криза. И затоа сметаме, ако секој го исполни својот дел од договореното, ќе можеме до крајот на годинава да ја завршиме оваа навистина тешка фаза на кризно живење во Македонија. Околу министрите од СДСМ што би останале во техничката влада, дали договоривте прашањето што во последно време се отвори? Значи, како што спомена и амбасадорот, клучниот проблем во преговорите беше што оваа коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ во последниот месец ги смени законите со кои што со Законот за внатрешни работи му ги ограничи ингеренциите на министерот. Дел од договорот е дека тој закон треба да биде одложен за периодот после изборите. Наредна влада со целосен легитимитет да одлучи што ќе се случува во овој дел. Дополнителен проблем беа прашањата во Министерството за внатрешни работи. Ние покажавме и со претходниот мандат на нашиот министер во така наречената пржинска влада дека нашата цел не е Министерството за внатрешни работи да се партизира, туку дека нашата цел е тоа министерство да престане да биде штабот на ВМРО ДПМН. Тоа ќе го правиме и кога ќе се воспостави повторно истата влада. Така што нашата цел да имаме министер за внатрешни работи кој што ќе ги има ингеренциите, кој што ќе ја има моќта да носи одговорност за тоа што се случува во неговото министерство, ја исполнивме. Имаше голем број на детали, ќе видите во договорот, начини на кои што власта се трудеше да му ги врзе рацете на министерот за внатрешни работи, например, преку именување на одредени раководители во Министерството за внатрешни работи во исто време да бидат и истражители за јавното обвинителство, обезбедивме тоа да не биде причина да се блокираат можните кадровски смени во Министерството за внатрешни работи. И тоа можеби беше еден од последните камени на сопнување кои денеска го решиме. Госпоѓа Шекеринска, може ли да ни повторите детали сега кога е финализиран договорот околу пречистувањето на избирачкиот список и реформите кои ги договоривте во медиумите? Па јас сега не би сакала многу детали, мислам дека многу ќе биде подобро да го видите текстот и со своји очи наместо да чуете интерпретации. Информации излегоа во јавноста, особено околу избирачкиот список. Во делот на медиумите, она што беше наша цел првична е да обезбедиме генерална медиумска реформа, како што беше и договорено во Пржино.
За жал, во изминативе 12 месеци видовме блокирање по секаков основ на медиумските реформи. Последниот обид го направивме пред неколку месеци кога во собранието го поднесовме законот кој што го поддржаа и некои од клучните професионални здруженија. За жал тој беше отфрлен и тогаш и сега од страна на владеачките партии. Ако продолжевме само на тој начин да бараме решение, Македонија избори предвремени парламентарни немаше да има. И тоа ќе значеше само постојано продолжување на кризата. Затоа ние предложивме во ваквиот договор да има две работи. Прво, партиите да превземат обврска, дека најдоцна 6 месеци после изборите ќе обезбедат медиумска целосна реформа согласно препораките на ЕУ и препораките во Приби извештајот. Сметаме дека е тоа многу важна работа уште од сега да се дефинира. И второ, најдовме едно преодно решение кој што ќе се однесува на периодот од 100 дена до изборите. И тука исто така и во двата случаја сакам да кажам дека партиите превзедоа обврска да се консултираат со здруженијата на новинари, професионалните здруженија кои работат во областа на медиумите. Јас сакам да го кажам и нашиот политички став, дека за сите одлуки и предлози кои што ќе ги даваме во овој процес во следните 30 дена, ние ќе побараме консултации и ќе побараме исто така и предлози од страна на сите оние кои што се активни, кои што знаат и кои што влијаат во медиумската сфера. Нашата цел е да добиеме инклузивен процес. Затоа, меѓу другото, во договорот инсистиравме дека за сите реформи кои ќе се дискутираат до изборите, иако сме свесни дека роковите се ограничени, одлуката нема да зависи од 4 политички партии, туку во тие дебати ќе бидат вклучени и граѓанското општество и експерти од различните групи.